Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно утро со Златев, точно е 9 часот. Денес сме 28 јануари 2021 година и денес малку ќе разговараме на една поинаква тема, на една подлабока, како да ја кажем, можеби во одредена мера, во една поголема мера и научна тема. Малку ќе ги оставиме хуморот, цинизмот и дневната политика на страна. Мој гостин ово утро е Дејан Азевски, новинар, мој долгогодишен колега, уште од времето кога заедно работевме во неделникот Капитал, човек со млад, но со богато новинарско искуство, а во исто време е и историчар. Дејан во моментов си ангажиран во колку? Во 4-5 медиуми? Па, мој личен рекорд беше 8, тоа бев пред 2 години, малку коронава ме погоди на тој план, али сепак 4-5 медиуми имам со кои соработувам редовно. Во моментов Дејан пишува за неделникот Фокус, нели? Еден веројатно најчитаниот, ако не единствениот неделник. За жал единствен неделник е во Македонија, 25 години. Сите знаат што е Фокус на нашиве простори. Пишувам за политика од Белград. Инаку политика е балканскиот Нью Йорк Таймс, медиум кој има традиција од 118-120 години. 118 години прославивме пред 2 дена, така да тоа е стварно. Во словенечко дело беше ангажиран во повеќе медиуми, еден од ретките новинари кој може да се пофали со поширок нели спектар на медиуми. Како е полесно вака на повеќе места да го продава својот труд или од 8 до 4 да одиш на едно место? Па ние новинарите сме научени на некоја слободумност. За жал, новиве времења кои дојдоа бараат некоја хиперпродуктивност која не оди во склад со новинарството и затоа сметам јас дека е подобро да се соработува отколку да се работи за некого, барем тоа е мојата девиза. Бара повеќе ангажман и труд, али ја дава таа креативна слобода која мислам дека е неопходна за успешно новинарство. Се согласувам, да, но на крајот од денот сите ние сме заложници на системот, да имаме здравствено осигурување, пензијско осигурување, малку е тешко човек да се избори за слободата. Дејан, причината за ова наше интервју е најновиот фелтон кој ти го почна во дневникот во српска политика. Овој еминентен српски медиум одлучи да се занимава малку со македонското прашање низ една историска призма. Излезе првиот дел од фелтонот од 20 продолженија. Првиот дел е насловен како се бугаризирани македонците. Тоа е точен превод на македонски јазик. Јас ги пишував текстовите на македонски, па ги преведував на српски, пошто мојот мозок размислува на македонски јазик и така и ќе продолжи. Да, тоа е па и подобро, инаку ако утнеме во падеж. Имаше една шега на социјалните мрежи, комуницирале две компании, една македонска, другија српска, имале тимови, нели, од двете страни и една од нели вработените македонки и кажува на колешката: абе, кажи им на србиве дека премина во другиот тим, дека веќе нема да работам нели со нив. И ова им кажала дека преминула е у другом тиму, а преминула на српски. Нели, значи, има многу такви примери, да. Колку сме блиски, толку и имаме разлики, така да треба да си останеме барем јазично. И јас еднаш имам порачано еден цедени портокал. И кога ме погледна еден цедени портокал, не им беше уопшто јасно што сакам да порачам. Небитно, во овој фелтон, во првиот дел, за која бугаризација разговараме? За македонците кои живеат овде или за македонците во Пиринска Македонија или некој општ процес? Па во турско време Македонија била една географска целина. Знаете она што ние го учиме од реката Бистрица и планината Олип, се ваму до планината Пирини. Знаете северик од каде се простира Македонија. Така да, значи, во средниот век нации не постоеле. Тоа е општо познато и луѓето најчесто се дефинирале према црквата и религиозната заедница на која припаѓаат. Македонците имале среќа да имаат Охридска архиепископија многу векови, се до 18 век, кога со султанско ираде, значи ван сите
норми и стандарди е укината таа Охридска архиепископија. Да, и она позната песна 1762 лето. Да, тоа е химната на Охрид, јас сум охриѓанец и нема некој што не ја знае таа песна. Тоа е за песната е всушност за укинувањето на Охридската архиепископија. Точно, и тоа е многу значен настан од македонската историја, бидејќи од тој момент почнуваат тугите пропаганди. Значи се остава бришан простор или небранет простор и влегува прво грчката пропаганда, која има, значи, нормално преку Цареградската патријаршија, таа има ограничено влијание, бидејќи македонците знаеле дека се различни од грците. Им постои резка разлика, значи во јазик, во култура, во се. Од друга страна со бугарите сме премногу слични и тие тоа го злоупотребили. Да, но исто така значен дел од Македонија подоцна припаѓа и на српската патријаршија, па и од таму веројатно доаѓала пропаганда. Србите на почеток, значи според тоа начертање на Гарашанин, значи имаат слична стратегија како грците и бугарите, дури не сватат во еден момент дека македонците имаат некој пркос национален и дека треба да применат друга тактика. И србите таа тактика ја применуваат до ден денес. Тоа е тактика, јас ја викам, со меко, со убаво. Значи викаат, добро, вие не сте срби, али сте најблиску до срби што може да бидете, и на тој начин, значи, тие имаат 100 пати поголем успех во таа пропаганда него бугарите денес. Да. И нивните позиции се многу појаки во Македонија. Во Бугарија не знаеме кој е најновиот филма, Тома, нели во Македонија за еден српски фолк пеач е толку познат филм што буквално, нели, сите може да ги чуеме како разговараат, како плачат или како велат дека е лош. Тоа е само за бугарски филм немаме ни дебата. Еден од милионите примери, значи збориме за музика, збориме за фудбал, Левски, ЦСКА, ја не знам некој да гледал дерби. Еве јас сум фудбалски фанатик, никогаш не сум, а имаат убави стадиони во Софија и се. На Звезда, Партизан лично сум бил над 5 пати. Да, ја на пример. И тоа не го правам намерно. Него едноставно така е. Па добро, тука е многу и блиската историја е нели важна што сме живееле во една држава. Мислам дека Никола Пашич беше автор на таа политика кон Македонија да не е толку агресивна или влече корени и претходно. Има тие, значи, како да кажем, Србија де факто е држава од 1815 година. Значи тоа е еден голем историски период. На 1804 првото востание, кога кога тие де факто добиваат вожд или крал, и од тога се имаат континуитет. И кога имаш континуитет толкав на држава, имаш интелигенција и аристократија. Дали духовна или материјална. Или научна или било каква. Од сите аспекти. И кога имаш тоа, значи можеш да ја согледаш ситуацијата, да анализираш и да постапиш најдобро можда. Значи тие користат со минимум вложен труд, максимум од Македонија. Да, тоа се гледа еве дури и со оваа ситуација со вакцините, со помошта која беше од страна на Република Србија, додека нашите власти не можеа да обезбедат вакцини, веднаш Србија нели пристапи, па новинарите од Македонија нели ги качуваа во автобуси, ги носеа во Врање. Полицискиот синдикат, пожарникарите, бизнес заедницата, сите беа вклучени. Значи тоа се гледа дека е некоја визија. Да, дека некој седнал и направил стратегија дека видете Македонија не е доволно голема, не е доволно можеби и способна, нели да се избори за да има вакцини како ние, дај ние да ги вакцинираме за да добиеме на некакви поени. Јас јавна дипломатија учев кај покојниот професор доктор Димитар Мирчев и тој ова ни го најави се пред 7-8 години. Значи тоа постои во теоријата. Сега се погоден момент, една поголема држава од нас и поискусна тоа да го искористи. И не е само према Македонија, исто е према Босна и Херцеговина и према Црна Гора. Према сите. Да, во Црна Гора имаш политички превирања, пола и повеќе од популацијата на Црна Гора се декларираат себе си како срби по своја волја, никој не ги присилува, но сепак Република Србија стои на страна и ги остава барем, како да кажам, стои на страна барем декларативно. Не сме чуле Вучич да излезе и да им даде изјава вака ќе правите, така ќе правите, ниту во однос на црква, ниту во однос на некои други прашања. И на таков начин дури еден, како да кажам, една власт која траеше со толку години, само со игнор успеа да ја срушат во Црна Гора. Значи, односот меѓу Србија и Црна Гора е многу сличен на односот меѓу Русија и Украина. Само Русија и Украина се во некоја понапредна фаза.
која за жал... Да, но Русија и Украина имаат ситуација во која имаме агресија и од двете страни. Еве сега гледаме што се случува. Сега се случува, се спрема Олуја. Значи тоа што им се случи за жал на србите во Книнска крајина, украинците сакат да го направат со русите во Донбас и Луганска. Тоа се случува. Се друго е, значи, пропаганда. Да, но колку ќе успеат кога од другата страна имаат такви големи армии? Путин многу често учи на ја познава југословенската историја. Значи тоа што Милошевиќ не го направи, не само Милошевиќ, него и генерал Радко Младич, војската на Република Српска, значи тој од која познава српско-бошњачко-хрватската граница, значи војската Република Српска имаше 150.000 мобилизирани луѓе и не ја подржа, значи српската војска од Хрватска, што за мене е, значи тие беа издадени. Русија не верувам дека ќе ги издаде. Да, но тогаш и силата на таа СР Југославија споредено со силата на Русија денес е две работи кои не можат да се споредат. Зборуваме на држава која веќе е во распад, држава во која имаш и 5 години војна. 5 години војна, држава во која веќе почна и таа приватизација и раскрачмувањето на имото, држава која беше дисфункционална на многу за Русија, тоа не може денес да го кажеме. Таму има еден стабилен авторитарен режим кој може да си дозволи да реагира и вака грубо, и затоа во моментов сите се плашиме, нели, за се она што може да се случи. Аз иски да се вратиме на фелтонот. Како еве бугари траела бугаризацијата на Македонија, да им откриеме барем дел од првото продолжение на нашите. Да, значи клучен е екзархатот, така се преведува на српски, тоа е екзархијата. Бугарите успеваат со руска помош, значи да излобираат формирање на црквена екзархија во Цариград. Значи да објаснам, на територијата на Турска империја, покрај Цариградската патријаршија се формира конкурентска црква, базирана на словенски корени, која успева за многу краток период да ги земе под себе сите, значи, славофилски луѓе кои зборуваат словенски разбирлив јазик. Бидејќи друго е попот да зборуваат на старословенски, друго е на некој неразбирлив на грчки јазик. Тој и денес за мене не би било прифатливо. Значи тука и екзархијата формира во Македонија неколку стотици школи. Значи во Македонија до тоаш немало школи, никакви. Формира црковни школи и од тие црковни школи излезена цела македонска интелигенција. Значи Гоце Делчев е учител. Даме Груев учител, Никола Карев учител. Сите тие биле, значи, во таа. Да, ова е можеби трагичната македонска димензија која ние не ја разбираме од денешна перспектива. Знаете, кога бугарите кажуваат дека македонците се бугари и се декларирале за бугари и вадат некакви историски докази, кажуваат овој рекол дека е бугарин, оној рекол дека е бугарин, тие прават една дискрапанца помеѓу народот и елитата. Елитата во тој период, во периодот за кој зборуваме, периодот во кој живеел Гоце Делчев, може би се декларирала како бугарска, но народот никогаш себе си не се декларирал со бугарски идентитет. Барем според некоја моја теза. Јас многу често, апсолутно се согласуваме, значи многу често споменувам еден мој семеен пример. Мојата прабаба се викала Македонка, значи таа е родена, не знаеме точно, околу 1910 година или 1909. Значи во турско време некој ја крстил својата ќерка, некој мој прадед, не му знам ни име, Македонка. Зашо би ја крстил Македонка? Инаку можел бугарка да ја крстил. Да, теоретски. Или некој бугарско име да и даде. Па денес може ќе ставаше и ботокси. Се зафркавам. Да, во право си дека траела таа пропаганда, но еве, дали можеме да кажеме и покрај се ова дека е фактографија дека Гоце Делчев бил учител во бугарско екзархиско училиште. Тоа е факт. Не само тоа. Тој бил, значи, питомец на војната академија во Софија. Но дали можеме да го декларираме него како бугарин и бугарски деец? Она што се случува во денешните преговори. Јас, значи, тука ние како фамилија не тежиме премногу према Бугарија, али се обидувам тука да бидам малце поширок оглед. Објективен. Пообјективен, воз база на многу книги што сум ги прочитал. Значи, ако некој во одреден момент се декларирал како нешто, значи треба да оставиме на неговите ставови. Имаме Глигор Парличев од Глигор Парличев има на 100 места споменато. Ние бугарите.
Океј, но тоа било, значи, воз база на ова што претходно го кажа. Значи, црковна пропаганда едноставно за 30 години успеала да ги претопи тие луѓе. Но, што грешат бугарите? Токму од таа интелигенција, значи учителска, поврзана со екзархијата, потекнува таа идеја за независна Македонија. Значи, како се раѓа идејата? Значи, истите тие кои они ги тренирале да бидат бугари, вака му доаѓа симплифицирано. Ама тоа е нивната, значи сега агресивност Бугарија и ги земала македонскиве интелектуалци, ги тренирала да бидат бугари, но и на крај овие решиле ај држава ќе правиме. Па Блаже Коневски 4 години студира во Софија, 41-44, првиот ден кога се враќа во Македонија прави македонска азбука која е зид, значи за било какви понатамошни соработки. И е денес еден од како да кажам, омразените фигури од страна на официјална Софија и сите оние бугарофили, па книги пишуваа против Блаже Коневски. Тоа е нивната фрустрација, значи, на бугарите, што не успеваат оваа стратегија која кај србиве е успешна да ја спроведат. Значи, тие прават се како што треба и на крај ќе ја зезнат работата. Па ќе ја зезнат работата поради еве. Го имаме истата нивна, како да кажам, истата нивна теорија до ден денес се провлекува во Македонија. Сега на пример имаат потреба да ни ги сменат учебниците, да ни ја сменат историјата. Тоа ќе создаде само уште поголем. Еве на пример, ако имам се надевам дека ќе имам наскоро дете, доколку мое дете учи во школа дека не е како да кажам, дека не знам, немало фашистички окупатор бугарски, дека немало дека Гоце Делчев бил бугарин или што уште не, се да им прифатиме ние на бугарите, кај мене ќе создаде уште поголем револт и дома ја ќе го учам дека е македонец, дека биле фашисти бугарите, дека ги убиле 12 ваташки младенци, значи, така натаму. Ги убиле 12 ваташки младенци и 25.000 македонски жртви во Втората светска војна. Значи, тука паѓа она теза која често кај нас се повторува дека ние на поклон сме добили државата. Значи 25.000 мртви има Македонија даено за својата слобода. Голем дел од нив, не викам сите, загинале во борба со бугарите, пошто немале со кога да се тепат. Германците тука биле слабо застапени, италијаните си отишли уште 43-та кога загинале. Тие што останале во Скопје има сведоштва на луѓе дека се сунчале на Вардар, баш и не се замарале многу за војна италијаните генерално. Нашите се бореле со од една страна бугарите, од друга страна со балистите. Тие се двете оски. Значи, како траеше бугаризацијата на македонците и не успеа по се изгледа. Може, освен во Пиринскиот дел на Македонија, каде што Не, таму не е голем успехот. Значи, реалноста е дека 1912 година, значи 1870 екзархијата се формира, до 1912 42 години, тие прават, значи, тотална бугаризација тука. Голем дел од населението, значи претходно што споменавме, не се чувствува како бугари, ама едноставно тоа им е најблиско. Едноставно, значи, не би имале ништо против бугарска војска да влезе во Македонија. Тоа се случува 1912 90% значи од доброволците во балканските војни се во бугарското отечествени, така се вика. Имаме и на српски страни. Имаме и на грчки. Во Прва светска војна исто. Али најголем дел, значи грото на македонците се бори за бугарска. Тоа се менува 1941 година, кога тука комунистите имаат пресудна улога, значи кога почнува да се пука на првиот бугарин, тие возвраќаат на брутален начин, значи не успеваат тука да направат некоја поголема стратегија и тие кои ги споменувам 25.000 мртви во Втората светска војна ќе бидат, значи, вечна граница меѓу нас и бугарите. И токму затоа до ден денес главната теза на официјална Софија е да не постои во македонската историја овој дел и да се заборави едноставно, и мислат дека можеби така таа бариера ќе се надмине. Тогаш очигледно Бугарија од 1878 е некаква држава, не научиле ништо. Значи не може. Вие сте по потекло од Кавадалци, сте живееле таму, знаете какви се таму чувствата према како да кажам, насен бугарски окупатор. Значи, еве сега да им демонстрирам, затоа што од тој предел сум и го знам убаво, јас сум од другата страна од Глишич, кој се нарекува и колонија, затоа што била колонизирана,
Нели, таму имало и српски колонисти, подоцна и многу македонци од егејскиот дел од Македонија се населиле тука, многу македонци кои дошли, денес не има Срби во Глишич, иако има српско име, нели, нашата населба, но она што е многу интересно е Ваташа. Значи, познатата Ваташа. Ваташа до пред Втората светска војна важела за едно од како да кажам, пробугарските места во Тиквешијата. Зошто? Голем дел од имало прилично писмено население, имало и црква, и школу, и се. Многу доброволци на бугарска страна отишле во војната, значи прилично пробугарско село, како да кажам. Во Втората светска војна, после убиството на 12 ваташки младенци, Ваташа станува денес у Ваташа, ако отидете со бугарско знаме, јас не можам да ви гарантирам дека ќе преживеете. Значи, до толку станува таа омраза кон официјална Така е, Софија. значи, на целата територија на Македонија, тие Втората светска војна очигледно ја водеа на некој погрешен начин. Не знам дали е тоа во бугарскиот генералштаб, дали во владата, иако во владата Македонец раководи, нели, Лапчев од Ресен, едноставно некаде погрешија и од тоа нема да може да се исперат во наредните 100 години и треба конечно, да, јас се согласувам дека ние треба да признаеме дел од нивната историја, па што овие работи што ви кажав за црковните школи се така, мислам, не може. Еве на пример, јас немам ништо против во учебникот да стои дека Гоце Делчев бил професор во бугарското екзархиско училиште, но па не може да не стои дека е македонски деец. Гоце Делчев и е македонски деец, не е бугарски деец. Значи, Гоце Делчев е по потекло од географска Македонија. Исто како, извинете, исто како Гора Стросоклија, што е професор во американски, на американски факултет, но е македонец и македонски деец. Тоа што работи на Колумбија не го прави него да биде американец. Значи, действувањето на Гоце Делчев долгорочно допринело да се развие тоа, значи, автохтоно македонско национално движење и ослободување, што, нели, круната е Асном 1944 година. Азиски, малку го тргнавме на страна тој делот од Пиринска Македонија. Ти велиш дека таму не е успешна бугаризацијата, но статистиките денес покажуваат дека многу малку луѓе, како да кажам, дали помалку од 1000, мислам, беа на попис, се декларираат себе си како македонци во Пиренето. Значи, на територија на Бугарија со македонско, ти имате еден специфичен израз, јас бугарски слабо го знам, значи со македонско потекло се повеќе од милион луѓе. Нели, за време на Илиндеско востание стотици илјади пребегнуваат. Од Егејска Македонија за време на екзодусот пребегнуваат исто многу. И таму има две категории на македонци. Едните се ови Омо или Денпирин, кои тврдат дека сме само македонци и ништо друго, тие нас не се поблиски, и другите кои се географски македонци. Значи кои си живеат на таа територија, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Благоевград, и тие се во Србија. Значи, шо си ти шумадинец, шо си ти војвоѓанец, а сите се срби. Добро, војвоѓаните не за Србија, али не би. Не, па оние што се срби по потекло се срби, оние што се унгарци. Се декларираат. Оние што се унгарци велат дека се војвоđанци унгарци. Така да од тој аспект, значи, се знае риск каде е границата меѓу Пиринска Македонија и остатокот од Бугарија. И тој и антрополошки може да се примети. Значи, она што ние македонците, јас бугарите едноставно не ги мразам, немам ништо против, али овој ген од исток, значи тој татарски ген се приметува, значи во тие други краеви на Бугарија, во Русе, во Плевен, во како се вика, во Приморието. Тоа е Па да, но знаеш Дејан, ние ве сега забораваме на друга работа. Кога некој навлегува во вакви дебати дека се приметува тој источен ген, ај тогаш да признаеме дека, да речеме, Куманово е од исто такво племе направено. Куманите се исто такво татарско племе кое дошло во Македонија. Него шопите се најизразени, значи Пирот, Софија и кај нас Кратово. Да, но тие кај нас не се монголски шопите. Не се. Па има некои пример. Доминира словенското, да. Кај куманите тоа се едно буквално, како да кажам, племе као што биле, и пак ќе кажеме, тоа не е
монголско племе жолта раса, туку тоа е тоа биле племиња бугарите, оние старите бугари, нели, кои го говореле тој стар бугарски јазик се до царот Борис кој прифатил христијанство и словенски јазик, старите бугари, нели, што имале канови и така натаму. Тоа биле народи кои биле слични на унгарците денешни или на финците, да. Да, значи од таа група не биле тоа се оние, знаеш, монголи као Монголија со коси очи, само малку по-големи од кинезите. Дали на територија на Македонија, па чак и во Пиринска Македонија, то не може да се примети таква антропологија. Да. Јас не викам дека е лошо или грда, него ја нема. Да, ја нема. Едноставно ваму ја има. Во Македонија ја има, во овој северен дел повеќе, затоа што продореле наваму. Тоа е како клин, значи како унгарите што се клин во Европа, така се куманите, има племе. Да, кумани, да. Значи клин во Македонија. Али воглавно, значи антропологијата е различна. Јас сум правил и генетски истражувања и, например, мојот ген најблиску може да се најде во Грција, е прилично присутен. Тоа е ради долината на Вардар, комуникацијата. Дури на Кипар и на таа страна, може да се најде во северниот дел од Албанија. На другава страна, нагоре, дури може да се најде дел, нели, од истата група до Херцеговина, нагоре до Босна, еден цел проток, нели, на тој балкански дел во Србија, може да се најде во Романија, и тоа буквално најмногу, и да бидат работите најинтересни, може да се најде во Шкотска. Затоа што тоа не можам да го објаснам, никаква историја. Да, па очигледно имам присуство, затоа што имало преселби на народите на некаква келтска генетика. Имало тука и келти, тука поминале луѓе се и се што, не знам како да ви објаснам. Па и ден денес комуникацијата овој коридор 10 што често го споменуваме, значи меѓу исток и запад главната оди тука, затоа и борбата за гасоводите низ Македонија, нафтоводите, тоа е. Па гајда и фустан има само кај нас и у Шкотска. Објаснете ми од каде е тоа. Имаше една теорија дека додека биле византиско-турските војски имало платеници келти, односно шкотланѓани кои се бореле на византиска страна и 50.000 останале тука на Балканот. Имаме во економијата Саси, значи рудари. Да, тоа се германци. Значи се движеле народите. Ние имаме заблуда дека само сега патуваме. Не, од секогаш луѓето, значи и тоа патувале трајно, значи се преселувале. Па има една група барбари и вандали во, значи, антиката спаѓаат. Еве сега знам зашто Џони Блек ми е омилена пијачка, еве да речеме. Добро, тука да. Те разбираме и поддржуваме. Да. Така да, значи, се среќаваат различни народи на многу далечни дестинации, то не е. И затоа и тезата дека словените дошле не е ништо чудно. Значи, во минатото народите под притисок, особено на војна, се преселувале, мигрирале. Србите мигрирале, значи, од Косово 1690 година према Војводина. Значи, Арсенија Црновиќ. Приметливо е дека може да се најдат срби дури и во како се вика, и во Германија ги викаат лужички срби, ако не се лажам. Па, тоа словенска култура, значи, јас сум по убедување, значи, панславист и мислам дека треба повеќе се работуваме. Ова е опасна теза да се каже денес. Да, денес е како фашист да си. Доколку некој каже дека е панславист, може да каже дека може да значи дека е проруски ориентиран. Значи, во западните медиуми, денеска, Русија се изедначува со Германија 1939 година. Ама не, например, па добро бе и чесите се словени, и словаците се словени, пољаците 50 милиона луѓе се словени. Не можеш да бидеш панславист само ако си за Русија овие ги заборави. Затоа е формирана, значи, таа вишеградска група. Плюс меѓу словените секогаш има, значи, ривалство меѓу Полска, како втората најголема словенска држава, и Русија. Значи, исто мора да забораваме, иако говорат на јазик кој од источната група, унгарците доминантно имаат словенска генетика.
И она Па така биле, кажано. да, биле окружени, значи со Словени морале да соработуваат, да комуницираат и ден денес посваќања се тие наши. Да, Значи, културолошки се многу поблиски унгарците до оваа словенска група на народи од што се до, не знам, финци, еве, со кои се буквално најблиски, со финците јазично и секако се најблиски, ама унгарци, финци, ти се као тотално различни поим на луѓе на култура. генерално, значи, се знае што е европско, а нешто дојде од страна, одма се приметува. Да, Дејан, интересна е оваа теза, сега малку навлеговме ние во, како да кажем, во некоја пара. Да, не постојат чисти нации. И тоа е оно што мора да им го покажеме на луѓето. Ние малку се нервирам кога ги читам оние онлайн патриоти кои ќе кажат чисто крвен, ваков, таков. Сите нации се вештачка творевина и тоа мораме да го признаеме. Да седнеме и ние, и бугарите, и србите, и сите, и грците, и да речеме, дечки, точка број 1. Сите нации се вештачки. Сите измислени нации на планетата се вештачки и е составена една идентитетска рамка од страна на државите со цел нели да си контролираат територијата благодарение на таа идентитетска рамка. Тоа се согласувам, али мора да бидеме внимателни малце со таа. Тоа е теза за политичка нација, како што е американската. Ама и нација етнос се вештачки нации. Точно, али во Европа, значи, поинаку се и во Азија базирани државите. Јордан ќе го земам како пример. Тоа е држава која од бегалците од Палестина, нели, под израелскиот притисок, значи едноставно го изгуби својот национален бит. Сега во Јордан имате повеќе палестинци него јорданци. Ама значи, и едните и другите имаат исти јазик кој е арапски и се буквално истите. Тоа е точно, али значи треба на нивниот пример да се учи дека не е здраво за готово територијата и државата која контролираш. Значи тоа македонско национално чувство сепак треба некако да го задржиме. Не, дека треба да го задржиме преку институциите и преку оно што се нарекува почитување на македонската култура, македонскиот јазик. Мене тоа најмногу ме нервира. Мене не ме нервира сега бугариве што рекле ово и што рекол оно и што рекол. Кога ние сме произвеле квалитетен македонски филм? Кога сме произвеле? Која е последната добра книга која потекнува од Македонија, од македонски автори која ја превеле на многу јазици? Еве Румена Бужаровска ќе споменам, автор позната, да, иначе генерално значи ретко наши автори се пробиваат во странство. Да, но Румена Бужаровска е нон-фикшн, некоја идеолошка нешто, феминизам промовира и така натаму и ја читаат такви сегментирани субкултури, зборувам за мејнстрим. Да, единствен пример. Немаме, значи, мејнстрим. Не само тука, во музиката немаме ни домашна продукција. Ајде што не ги слушаат после Тоше Праевски надвор нашите. Него и тука ние не слушаме македонска забавна музика. Што да слушаме? Ние седнале у компјутер, им го модифицирале гласот и направиле песна од тоа, знаеш. Не, тоа не е добро за слушање, нема. А то после се одразува вашето радио, нема која музика да ја пушта, мора да пушта странска. Ние немаме ниту една македонска песна, токму да ви ја побуди. Значи филмот, ако не е комедија, нешто како Балкан Кан или не знам какова, не се гледа генерално, така да треба да се угледаме малце на соседниве држави. Значи, филмската продукција Америка го освои светот со Холивуд, то не е тајна. Значи, тоа е така. Така да треба малце во тие културни. После 1944 многу се полага на таа македонска култура. Првиот македонски роман, првиот македонски филм, првиот како се вика театар на македонски, театарска представа на македонски јазик. Сега некако го изгубивме тој ентузијазам. Например, еве јас седнувам, имам дома тие, ги купив, мислам на некој саем беше. Ги имам недобрите збирка некоја од Блаже Конешки, но вистина ми е задоволство понекогаш да седнам и рандом некоја песна да ја прочитам, да ја видам длабочината со која пишувал Конешки и ги гледал работите околу себе, за својот живот, за нели, па дури за политика, иако многу малку има пишувано политички, социјално ангажирани песни. Повеќе му се Коневски пред се е генијалец во творештвото. Да. Не, он е поет, ова со азбука, го тргаме на страна, збориме за поезијата. И од тогаш па наваму, ние едноставно во Македонија, ја сега да ме прашаш, кажи ми тројца современи македонски поети, јас ќе гледам како теле, најискрено ти кажувам. Еве,
Кажи ми тројца македонски поети во овој момент, некој сега да ми каже, било каде, одам во Британија, се срекам со некој, ми вика, а добро, ти си македонец, сај кажи ми тројца добри македонски поети да земам да ги прочитам. Не знам кој да му ги кажа. Или филозофи, значи Словенија го има Славој Жижек, ние немаме ни близко до него. Добро, ние го имавме Ферид Мухич, на крај отиде, стана политичар човеков, ме разочара мене. Да би па вака се премислуваше. Јас не мислам дека не треба да се друштвено политички ангажирани, значи интелектуалците, али генерално не се пробиваат ван границите на Македонија, тоа е клучниот проблем. И истото да и за филозофи, па ако сакате, ај во технички науки пак подобри, смиваме по некој професор ваму таму, знаеме и во Америка и во Европа, ја познам луѓе кои предават во Холандија на факултети, во Германија, имаме. Во техничкиот дел не ги користиме. Значи тие ако направат нешто за државата врз база на своја иницијатива и ентузијазам. Нема, значи, Министерство за надворешни работи, најодговорна институција или Агенција за селеништво, нема стратегија како да ги, па јас би рекол и да ги злоупотреби. Добро, тие се лобисти. Еве сега ти си историчар, ги гледаш историските перспективи. Дали нација со овие аномалии кои еве сега ние кратко почнавме од филм, завршивме со физичари. Со овие аномалии може воопшто да опстои како нација. Мене тоа ме интересира од една историска компарација до ден денес. Ние се косиме со сите политички и физички закони што постоиме. Тоа е вак. Али ќе го цитирам Љупчо Георгиевски сега за 30 годишнината од независноста. Вика, прогласивме независност на една недела. Речи Глигоров беше со таа теза. Да. Дајте нека биде независна држава, па макар една недела ќе се запамети. Значи тие били спремни да се вратат во некоја скратена Југославија. Еве, 30 години сме. Значи СФР Југославија траеше вкупно 44 години. Ние сме всушност некоја како држава сме настанети како некоја како да кажам, систем ерор што се случил, па ајде тука се пронаши нешто. Точно е тоа, али сепак она што го кажав, жртвите даени во Втора светска војна, жртвите даени во разни армии во Првата светска војна и во Балканските војни сепак не се залудни. Значи тие иако се бореле во тоа бугарско ополчение, знаеле дека се борат за ослободување на Македонија. Така да постои длабоко во нас, иако ние сме такви како карактер. Или она наветната глава сабија не ја сечи, тоа е нашата национална девиза. Значи, едноставно постои нешто во нас длабоко, али за да се дојде до тоа треба многу шмирглање. Што може да очекуваме во следните продолженија од твојот фелтон? Прво е за бугаризацијава која ја објаснивме дека преку црквата и преку тие бугарски институции, преку укинувањето на македонските институции дошла, но што може да очекуваме во наредните 20 делови од фелтонот во политика? Значи, обработив и анализирав две организации македонски кои се многу познати во Србија, тоа е ВМРО, прво, нели преку атентатот на кралот Александар 34 година, и второто е секако Сојузот на комунисти на Македонија, претходно комунистичка партија на Македонија. Значи убаво е објасната историјата на овие две политички организации. И Димитар Влахов као спојна единица помеѓу двете. Па Димитар Влахов, да, е тој изгубениот линк, нели имаме во еволуцијата Missing Link. И мислам дека тоа убаво го објаснав и интересно ке и за македонските читатели да го читаат. После тоа, значи, се посветив на некои дејци кои се со српско потекло дале придонес, значи во нашава култура и историја. Требало и обратно. Има, да, точно. Требало значи, за Нушич, например, да напишеш. Нушич е цело едно продолжение напишано. Значи Нушич води потекло до овие простори. Бил заставен тука и како конзул, и како учител, и како агент на државната безбедност. Еден од најпознатите српски драматурзи е по потекло од Тетово. Да, влечи корено, значи влашки корени влечи и од битолскиот крај, и од Тетово, и од секаде. Втората личност за која доста пишував е градоначалникот на Скопје предвоен Јосип Михајловиќ, значи село Груевски што го возобнови, да кажем, во Скопје 2014 го има изградено Јосип Михајловиќ. Ристичева палата, офицерски дом, Народна банка, каде што е денеска Телеком, Метропол зградата. Значи тој е човек по потекло од Тресонче
дали имал или немал собствено национално чувство е дискутабилно. Баш не верувам дека бил некој србин. Голем србин, али воглавно го зел то Михајлович или Михајлович. Дедо ми е роден Љубомир Нешковиќ, па. Да, сите имаме на гробовите по некој ич, али воглавно, значи тој е наш човек, изводно македонец, кој за Скопје направил и мијаците веројатно од негово време се доминантни во Скопје и владеат со градот, еве. Толку стотина години. Да, уште од тогаш Фрчковски бил мејнстрим во Скопје. Шега на страна. Дејан, да, значи може да очекуваме и за македонци познати во Србија и за срби познати во Македонија. Тоа е навистина интересен пристап, но пред емисијата ми кажа дека на крајот завршувате со фелтонот со Open Balkan. Да, јас лично, значи, сум голем поборник на таа иницијатива Open Balkan. Сметам дека прошетката која имаше Александар Вучич низ Скопје заедно со... Морам да признам дека ова Open Balkan ми се свига многу поише од мини Шенген, а ако заврши на крај као мини Европа ќе биде најдобро. Па види, кога, значи, Сталин беше изолиран од сите страни, рече ќе го направам Советски сојуз како планета горе. Така да тоа го направи, веројатно ние ќе се направиме една мала планета овде, пошто Европска унија не сака дефинитивно, не е проблемот во Бугарија, туку е многу подлабок. Еве нас ако ние имаме проблем, што не ја примат Албанија, да речеме, не ја примат ни неа. Значи, не почнува преговори на Албанија. И утре да го решиме спорот со Бугарија, нема да го решиме дефинитивно, преговорите ќе траат повеќе од 10-15 години. Јас и ти тогаш ќе имаме 45-50 години и како што ти рече во една колумна или Facebook статус ќе ми треба Виагра. Да. И гајле ми е што ќе бидам европеец доколку кога ќе се разбудам на сабајле ме боли се. Буквално, веројатно ќе ме боли се кога ќе се разбудам на тие години. Јас го поддржувам Отворен Балкан и сметам дека треба да се посветиме, значи, малце самите на себе. Посетата, уште еднаш ќе повторам, на Александар Вучич на Скопје и прошетката низ градот, значи кажа се, пошто ретко е шеф на туѓа држава да се шета слободно низ улиците, значи низ пешачките зони на некоја престолнина која посетува. Него го поздравуваја овдека, луѓе го доживуваа како тој регионален лидер. Ја не знам кај беше на Бербер, мислам пред некој време кога бев, има година од тогаш, седам ме шиша човеков кој ми кажа, леле, овој Вучич колку е добар, вика не можам да секој ден го гледам на телевизија. Мене ми е онака дури интересно како луѓе има во Македонија кои дебатираат за српска политика. Знаеш, она као да е наша политика. Значи, до пред 10 години сите ние гледавме хрватска телевизија, гледавме утакмици на хрватска телевизија. Ја уште гледам хрватска телевизија. Дали 90% се префрлија 100% на српски филмови, српски канали, се српски. Ја до ден денес сум навлечен и веројатно најмногу гледам хрватска телевизија, зашто малце ми е по-софистицирана некако сега, да не се Па случи МТВ сега некој договор за размена на програма и можам да ти кажам најискрено, кога ќе уведам цел Балкан, па соси и Словенија во него ќе оставам. Мислам дека од политичките раководства Хрватска има најсериозно политичко раководство и двајцата, и председателот и премиерот, и Пленковиќ и Милановиќ се буквално онака за мене пример. Ем се балканци, не се она сега да глумат некој нешто што не се, како или ти од Европска унија, но се толку стабилни политичари, толку политичари кои ме подсетуваат на оние стабилни стари ликови од Југославија на кои ги гледаш и можеш да му веруваш дека ќе те добри. Да, ќе го цитирам Латас, рече кога беа Црвенковски председател, а Груевски премиер, најдобро функционираше држава. Тие се во таа фаза. И многу интересно, сега ќе се вратам, извини, на темава, многу интересно потекло имаат. Милановиќ е од Социјалдемократската партија, од СДП, а неговата фамилија важела во комунизмот за националистичка фамилија во Хрватска. Се биле патриоти, што? Обратно, Пленковиќ е од ХДЗ, или од десничарскава партија, а негова фамилија важела така за интелектуалци, па дури комунисти во Југославија. Тие се добар тандем во моментов, иако не се слагаат премногу, али Хрватска е најголемото разочарување во рамки на Европската унија. Значи, таа држава која има најголемата житница во Европа, од една страна, а од друга страна 1500 километри морски брег и преку 1000 острови, значи да не може тоа на ниеден начин да го материализира
цели тие се од 2014 мислам, членки на Европска унија. То се цели 8 години ништо да не постигне, зашто автопатите се од претходно. Нели Ивица Рачан ги изгради. Така да тоа е големо, не само за мене, него за сите големо разочарование. Они не се дел од Open Balkan, ќе ги оставиме, нели, на страна, да, околу српските телевизии и културата, дека кај нас буквално се... ја од Србија Кесич го гледам, омилен ми е, едва и чекам да искочи емисија, си го гледам цело време. И Марич, веројатно. Па Марич зависи, тие голи живот му се боди. Тоа кирилица кога ќе почне тамо да спојува певајки со филозофи и политичари ми е тотално малце изван мој вкус. Завршувате со Open Balkan, нели во фелтонот, дали може да очекуваме дека и како книга ќе го објавиш? Ја кога би напишал нешто такво, би рекол... Да, добра идеја ми даде, не сум размислувал за тоа. Јас имам 5 книги на разни теми до сега објавено, па ете, може и ова да прерасне како книга. Поглавно, значи, планирам со политика да интензивирам соработката. Јас веќе објавив таму интервју со бошњачкиот, се извинувам, со федералниот премиер на Босна и Херцеговина Фадил Новалич, бев на насловната страна на политика пред месец дена. Ете, Македонец направи интервју со премиерот на Босна, бидејќи србите веројатно потешко имаат пристап таму, се влошени односите. Сега, еве, да најавам ексклузивно, можда за тебе и лично ќе интересно, со Желка Цвјановиќ планирам да да, навистина интересно. Ама она сега на која функција во Република Српска? Таа е председател на Република Српска. Треба да направи со Милорад Додик. Сепак е да го прашаш вака некој работи. Додик е харизматична фигура, интересен лидер, али према новинарите знае малце и рака да кренија, тешка рака има, тоа е 2 метра. И плюс е човек кој има некои рецепти за брзо богатење, така балкански. Да, така да за сега ќе го избегава. Овој интересен новиот градоначелник на Бања Лука, ја размислував, ама фати корона, не можам сега да се кренам од тука да одам у Босна малце. Драјко Станивуковиќ, али најинтересен е ради врската со Тања Савиќ. Ако не грешам, Тања Савиќ. Со ова пејачкава, така беше, зла, да. Тука за се и разводи, меша да и работи, мислам дека ќе чим почна реалити начин на водење на политика, мислам дека нема долго да трае. Ево моја процека, може би греши. Да, мислиш? Па ја мислам дека таму луѓето се оптоват. Знаеш, сепак од Република Српска потекнува Змајот Шипова. Тоа е една култура која баш ги прифаќа тие Мрковниќ град, значи тоа е другата страна на Република Српска. Сега без шала, значи Бања Лука има интелектуално јездро, не само од кога е главен град, него и од Југославија претходно. Така да нема да дозвола баш. Сменети се малку работите. Австро-унгарското останало, но и си заминува. Дури јас сега, иако е неочекувано тоа од мене, но сум шетал многу низ Босна и Херцеговина и можам да кажам дека во Босна и Херцеговина најпрогресивен дел се оние во Сараево денес. За жал, оние од Бања Лука, сите што беа поголеми интелектуалци, отидоа се преселија во Србија да живеат, во матицата, нели, на државата. Од херцеговачкиот дел сите интелектуалци се преселија и станаа хрвати, отидоа нели да живеат во Хрватска. Чекај, на Мамич веројатно мислиш, такви интелектуалци. Па не, има и писатели, покојниот Бандич. Да, покојниот Бандич. Има доста нели хрвати со потекло од таму кои се навистина интелектуалци, единствено они од Сараево, односно бошњаците, затоа што немаат друга држава за разлика од србите и хрватите, останаа и нели, значи да го направи за мене ти си единствена интелектуална. Да го направиле Сараево главен град 91 како што е планирано, тој Глигоров го потврдува, значи поинаку ќе изгледаше историјата на Југославија. Таму е језгрото не само да кажам, значи креативно и интелектуално, него и југословенско. Тие луѓе се баш космополити. Бидејќи југословен по дефиниција космополит, човек кој ги почитува сите. Не се, значи, стрикно на исламски настроени, не се... Не можеш. Сараевчани се некои, значи, со секоја почит кон белграѓани, кон Загреб, кон сета тие големи градови, Сараево мислам дека има најстара и најголема градска култура на целиот Балкан.
И она што се нарекува еснав, што се нарекува Еснав, таков. космополитизам и пак ќе споменам, таков. значи тие се она правите Босна и Македонија беа најголеми Југословени и останаа така до денес. Па добро, за Македонија баш и не знам, во Македонија на прст се бројат оние, нели, кои до ден денес ја слават Југославија. Македонија завега ние си најдовме нов центар. Сега за нас си беше Белград, сега си го најдовме Брисел, па кога ќе не разочара Брисел, не знам кој. Јас мислам дека Брисел одамна нема Ние разочарано. стално сме си такви, бе, да ни кажат што да правиме и да бркаме работа. Јас сум многу само критичен. Сега може за некој тоа нема да му се допадне, но тоа е мој, нели, личен став. Дејан по ова, значи сега ќе заврши фелтонот, ќе се објавува по ова кои се твоите следни предизвици баш во овој дел кои еме историчарски, еме новинарски, ги поврзува минатото, сегашноста и иднината, и како водителка на наша ТВ. Звучам, знаеш, со овие флоскули. Да, јас значи прв пат после 13 години започнав мој проект, значи сега се подкасти популарни, заедно со мојот партнер Никола Кумев направивме подкаст Југославија. Значи тоа е едно место, може да го најдат гледачите на YouTube, едно место каде што имаат простор сите оние кои се препознатливи во сиве наши 6 или со Косово се 7 поранешни држави или луѓе кои се залагаат за регионална интеграција како Отворен Балкан. Значи тоа е место каде што може досега ќе споменам да ги видите и Мима Караджич, и премиерот на Босна и Херцеговина, и Бошко Ѓуровски, и Драган Џајич, и Дарко Панчев, и сите тие луѓе, Владко Стефановски ќе биде веројатно во најскоро време, кои се препознатливи и кои го живеат регионот како некоја своја заедничка држава. Тоа е еден така мој приватен проект, иначе продолжувам значи и со политика, продолжувам со фокус, па ќе видиме што ќе биде. Многу интересно овој неојугословенизам. Морам да признаам, ова е некој нешто ново се раѓа, особено за луѓе кои не си ни роден или си Јас роден. сум 89 септември, роден во Охрид, Во Анте Марковиќ време, така или не? Па, се не знам точно владата кога е формирана, али од прилика тој период. Значи, моите живееле во Белград во тој период, но специјално се вратиле во Охрид, бидејќи сакале детето да им се роди во Македонија. Значи, можда во тој период биле и македонски националисти кои ги размислам од таа перспектива, али воглавно, значи, јас како историчар и како македонец, ја сакам мојата држава, али мислам дека нашето друштво е со овие држави кои не обкружуваат. Па можда и со Бугарија во иднина, значи Род прастари сви смо, а готи мини смо, точно. Значи со Португалија, со Исланд, со Северна Ирска ние немаме многу заедничко, сем гајдата што споменам. Имаме заедничко со секој. Јас сум малку по космополит, за мене мојата Југославија се протега од малку е поголема, не дека сега нешто многу да се фалам за културолошкото ниво, но мислам дека за народите да се сближат, се што треба е да комуницираат. А ние буквално имаме изгубено со многу народи. Например, јас сум фрапиран колку слична култура имаме ние со грците. Ние сме војувале, сме имале проблеми, екзодус и така натаму, но ние грците буквално организација на едно семејство во Македонија и во Грција со тие машко-женски односи, со тоа кој шо команда и така натаму идентично. Буквално за разлика да речеме од Западна Европа, па дури у Србија е малку поразлично. Со грчкиот народ имаме слична храна, слична култура, слично све, но со грчката политика слободно можам да кажам дека тие се наши најголеми непријатели и ќе останат. Но сакам да ти кажам дека никогаш Бугарија нема толку да не мрази колку што не мрази грчката политика. Има една сцена од историјата, еве со тоа ќе завршиме. Значи во црквата Свети Димитрија во Солун се копани очите на фреските, значи на словенските просветители, бидејќи го писменувале народот на тук не грчки јазик. Значи таквиот грчки став продолжува и до ден денес. И ова е сега привремено затишје во нашите односи. Значи, повторно ние најголемиот проблем ќе го имаме со грци. Ти благодарам, Дејан, за твоето гостување. Јас не согласувам со ова, но во некоја друга прилика ќе разговараме околу ова прашање. Почитувани слушатели, се надевам дека уживавте малку што одморивме од дневна политика. Од понеделник повторно ќе се
фокусираме на Славјанка, на Бојан Маричич и на сите тие актуелни политичари, на сите тие актуелни настани, но добро е понекогаш вака човек да одмори од она што секој ден го работи, да се продлабочи во некои поинтересни теми од дневната политика. Денес е 28.1.2021 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и уредник на оваа емисија, техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лазаровски. Останате со нас, следуваат вести и одлична музика.